А сега продолжуваме со првиот гостин во студио со Сузе. Жените обично, велиме, се повеќе носители на политички процеси, но со какви предизвици се сретнуваат тие во политиката? Токму на овие прашања и на многу повеќе одговара денешниот наш гостин, поточно на Сузе, пратеник Рашела Мизрахи на темата жените во политиката, дали е тоа квота или вистинска мок. Добре утро и добре дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Повелете. Благодарам, Оли. Добро утро официјално и од мене. Драго ми е што сте ова утро со нас. Драго ми е што гледачите ќе имаат прилика една поинаква тема да ја следат заедно со нас. Жените во политиката е тема на која ќе ги потрошиме следните минути, ама пред политиката. Последната вест во вестите беше поврзана токму со оној престоен голем конјички марш, каде што поаѓаат од многу места конјаниците, согласно традицијата и согласно еден од најголемите празници, Илинден. Најубавиот дел од годината за мене барем. Да, мислам дека беше изумено да се спомене гостиварската конјаница, Бигорски манастир, патот на Срешовото топче, онаа конјаница во која што јас учествував, иако да бидам искрена би сакала да нема разлика помеѓу конјаниците, бидејќи сите се собираме пред Крушево заедно. Какво искуство беше тоа за вас? Најубавото во мојот живот, дефинитивно, и ќе го паметам секогаш како такво. Јас многу пати по медиумите сум спомнувала дека Илинден и конјаничкиот марш бил дел од традицијата и на моето семејство. Моите родители биле многу вложени во конјаниците, а во последните 5 години мојот сопруг и моите најдобри пријатели се сите дел од различни конјаници. Браво, секоја чест. Господја Мизрахи, знаеме дека имаме 1/3 жени помеѓу пратениците, меѓутоа во владата за жал имаме само 3 жени министри. Тоа значи ли дека според вас жените се уште тешко доаѓаат до ваквите позиции? Ја разгледував малку и статистиката кога ја начнавме темата и додека разговаравме за темата жени во политиката. Иако морам да забележам дека јас не сум пристрасен приврзаник на неолибералната матрица која што беше наметната во изминатите години, која што честопати ги радикализираше тезите за жените во политиката, меѓутоа и во бизнисот и во сите сфери. Значи не може да се наречам феминист во ново осмислената форма на изразот. Сепак во статистиката се гледа дека во 94 година во собранието со мандат имале околу 3% само застапеност жените, во 2002 година 18%, а сега со законските измени, значи постоењето на дупла квота, жените се застапени со 40% во пратеничките столчиња, односно имаат мандат, што не е случај со извршната власт. Најтрагичната, да кажам, состојба во однос на проценти за жени, застапеност на жени во локалната самоуправа е повеќе од очигледен, каде што броевите варираат помеѓу 2 и 4% од вкупниот број на градоначалници, и истото е и во извршната власт, односно во владите во историјата на Македонија. Во однос на дуплата квота и застапеноста во пратеничките столчиња може да кажеме дека сме една од најуспешните земји во светот, меѓутоа во однос на извршната власт да имаме помала застапеност на жени во политиката. Би сакала исто така да нагласам дека не е тоа амбиент на борба помеѓу половите во кој што машкиот пол доминира и некако ја затајува, ја трга настрана жената од политичката сцена. Може би се работи за психологија на жените кои што посегнуваат до тој, нели како го нарекуваме, glass ceiling. Значи за да го пробиете самиот плафон и да успеете во одредена функција, треба и да го сакате тоа, не да се откажувате предвремено. Но искуствено, како жена, дали некогаш би било потребно двојно повеќе да се потрудите за да ја стекнете довербата во светот на мажите, бидејќи се уште се смета дека политиката некако им припаѓа на мажите доминантно? Неспорно. Неспорно е дека како малцинска група во било кој амбиент, во било која професија, малцинската група ќе треба константно да се докажува и да работи двојно повеќе. Тоа е неспорно. И тоа не е критика за мажите, толку многу колку што е реално. Замислете колкав труд ќе треба да вложи еден воспитувач маж во градинка за да докаже на мајките дека е компетентен да си ја врши својата работа. Значи претпоставувам дека историскиот феномен на мажи во политика, мажи во извршна власт, мажи кои што се наоѓаат на лидерски позиции во приватниот сектор, во бизнис секторот и понатаму останува lingering, нели, да факторира. Зошто? Заради тоа што имаме ние сме битија, стереотипни битија од предрасуда. Знаете, стереотипите и предрасудата се
компактен дел од секое човечко битие од моментот кога ќе се осознае себе си. Имаме предрасуди во однос на тоа со која група стоиме, со која група комуницираме, како сме облечени, како се презентираме и што кажуваме и како идеолошки се основуваме во реалност. Благодарам. Сега што се однесува до кафе од нашето студио. Благодарам. Колешка. Ви благодарам, ми требаше. Јас не сум утринско битие. Што се однесува до тоа колку се работи, треба да ја разгледаме и психолошката разлика помеѓу мажите и жените. Јас сметам дека ќе се согласиме дека жените се одгледани да тежнеат кон совршенство. И доколку совршено не се поклопуваат нивното CV и карактеристики образовни или способности, нема да се нафатат за одредена функција. Мажите имаат поголема храброст. Ние ги одгледуваме нашите жени да бидат помалку храбри, а повеќе компетентни. Така. Ако ги видите анализите на она какво е постигнувањето на дечињата, женски наспроти машки, значи повторно ќе нагласам дека ја мразам половата диверзија кога се прават анализи, меѓутоа е научен факт. Девојчињата бележат поголем успех во основно училиште, далеку поголем успех во средно училиште, повеќе се аналитични, повеќе се самокритични, повеќе се спремаат, поголем успех имаат девојките и за време на студиумот, обично мастерираат и докторираат со поголем успех. Меѓутоа кога се работи за преговарачките вештини, седнување на маса и преговарање за својата позиција во одредена компанија, во политиката, во одредена сфера, затајуваат поради самокритиката и заради тоа сметам дека е потребна нова генерација на наши ќерки кои што ќе ги одгледаме да бидат малку похрабри. Ако се присетам самата за време на моите студиски денови, кои што беа долги, 16 години вкупен студиски стаж, значи до докторска дисертација, имаше разлика помеѓу колегите и колешките. Значи, ние тежнеевме кон тоа да е прочитана целосно литературата, секој аспект да биде анализиран, да имаме ноутс за секоја проблематика, за секој прашање што може да биде поставено, додека нашите колеги од спротивниот пол беа повеќе лежерни по прашањата и беа ова ќе биде окей, го можам јас на ова, похрабар сум, ќе можам да го постигнам, ќе се заврши целото ова. Значи, може би е прашање исто така и на психологија и на начин на одгледување на дечињата кој што е различен кај различните полови. Да. Па и многуте афери, многуте скандали кои беа обелоденети со фалсификувани дипломи и така натаму беа тежнеја на страната на мажите. Ми се чини дека дури ни за една жена не сум чула дека некоја жена се дрзнала да купи диплома и така гладко да седне на некоја фотелја. Дефинитивно и не се работи само за образованието и спремноста да се извршува одредено дејание. Видете, јас бев од вчера вечер спремна со што ќе бидам облечена денеска. Во колку часот ќе станам, кога ќе се средам себе си, кои би биле потенцијалните прашања, како би бил пристапот на одговорите, дали би опфатила се од психологија до номенклатура, бројки и така натаму. Значи, и јас го доживеувам феноменот на не сакам да има афера. Аферите кај жените може да се сведат и најчесто се сведуваат на лична дискредитација. Личната дискредитација може да биде од тоа колку долго јас гледам во соговорникот, дали нешто пред камерите било повеќе видливо на моето тело, дали сум била конципирана во облеката достаточно добро, шминката и како сум се изразила. Настрана и сосема на крај може да биде политичката теза и она што јас како порака, како политичар сакам да го испратам. Исто така видете ги и последиците. Аферите кај мажите обично траат 3 дена во општество. Меѓутоа аферите кај жените се препишуваат на сите жени во политиката. Афера од една жена би била афера и номенклатура за како не се добри жените во политиката во сите партии, во сите сфери и би траела многу подолго. Значи за секогаш запамтена. Крај нема приказките со жените. Да, кога би било најтешко? На почетокот на политичката кариера, јас често пати тврдам дека не сакајќи влегов во политика, а потоа се пронајдов себе си во едно сосема ново светло. Никогаш не ја доживев политиката како предизвик, едноставно ми се случи. Почетокот беше обележан со навистина линч, политички линч, кој што можеби треба да од денешна гледна точка да кажам благодарам.
Има една арамејска поговорка која што вели гам зуле това, и тоа е за некое арно. И кога ви е најтешко во животот, и кога мене ми е најтешко, помислувам гам зуле това, и тоа е за некое арно. И ќе ви објаснам зошто. Ако не се случеше тој 6-неделен апсолутен линч 24/7, во кој што мислам дека и адреналинот и кортизолот и мојата психа беше доведена до лимити на растегливост, колку јас можам да издржам, нема да бев толку спремна како другите кои што добиле, да кажам, поблаг влез во политиката. Мислам дека тој линч на почетокот ме направи доволно силна и доволно отпорна на предизвици за да можам да продолжам силно во политика. Така. Кај нас политиката, барем по она што јас ги следам нештата, е прилично остра. Дали мислите дека сето тоа ги обесхрабрува на некаков начин младите девојки и жени да влезат во политиката? Ги обесхрабруваат два моменти. Првиот момент е тоа што не сите жени, како што реков и претходно, се доживејуваат компетентни во секоја точка и запирка за да влезат во политика. Само аналитиката е многу присутна, само критиката е многу присутна. И од друга страна сметам дека кога ќе видат што се случува на политичката сцена со жените и се разочаруваат до одреден степен и велат можеби ова не е за мене. Зошто би се изложила на јавен линч? Зошто би се изложила на камера која што ќе биде во мене 24/7? На аналитика на секој мој збор, секој мој пост, секој мој јавен настап, а дури и нејавен настап, дури и семе на прошетка некаде. Зошто би си го направила тоа себе си? Затоа што секој човечко битие се тежне кон тоа да биде некаде не велам медиокритетен. Меѓутоа во јатото во кое што нема да бидете многу посебни. Зошто? Политичката сцена е сцена на лавови и на хиени. Во една група на зебри сите имаат слични шарки, така не стануваат таргет. Замислете да има розова зебра. Предпоставам дека ќе биде прва изедена, бидејќи ќе одстапува од останатите. Прилагодувањето и мерџирањето кон останатите, да бидете дел од јатото, меѓутоа не толку да одстапувате како со својата видливост, ви дава некое чувство на безбедност. Не би игнорирала и момент дека можеби и политиката се плаши од паметни жени. Не е само дека жените се плашат од политиката, и политиката се плаши од паметни и силни жени. Сосема накратко, бидејќи времето толку ни дозволува, што би кажале на младата Рашела пред повеќе од 10 години пред да влезе во политиката? Па би кажала, како и на сите други жени, би им кажала дека патот надвор од пеколот е право низ него и може да правите компромис со се, освен со својот карактер. Моралот, своите вредности мора да останат интактни како дел од вас. Не може да се прилагодувате на средината зависно од потребите. Мора да останете вие. Да. И уште нешто, тешко ли е да се балансира помеѓу семејството, политиката, обврските, одговорните, јавноста? Ужасно е тешко да се балансира. За жените во политиката можам да кажам една работа која што е апсолутно вистина. Ние ниту сме доволно домаќинки, ниту доволно сопруги, ниту доволно мајки. Меѓутоа трасираме пат за едни идни генерации на наши ќерки, на наши дечиња кои што ќе биде многу полесен и прилагодлив за нив. Так, ви благодарам многу. Ми беше задоволство да ве слушам, се трудев да бидам пократка и верувам дека во идната прилика ќе имаме малку повеќе време да проговориме. Благодарам на поканата, инспиративна тема. Така, благодарам многу. Секогаш јас уживам во вашиот разговор. Дали како држава сме подготвени да се надоврзаме на темата што имавме за природна катастрофа? Па мислам дека аналитиката на извршната власт, која што е направена досега, дозволува да покажеме повисок степен на спремност за справување со природни непогоди. Исто така и времето не е еднакво како она во кое што се случува трагичниот земјотрес во Скопје, не е исто време. Значи овде имаме веќе сектор на дигитализација, целосна аналитика и целосна контрола на ресурсите и спремност да се настапи на терен. Дали е тоа секогаш до степен на совршенство, не кај нас и не никаде во светот. Ништо не е предвидливо. Така, ви благодарам. Уште еднаш ве чекаме повторно на гости во утринската на Алфа.